Добро вечер, храбри луѓе на Преспа. Добро вечер на сите преспани и ресенчани. И немам поќе што да кажам. Ова е молкот што го зададе Груевски. Ова е молкот и темните облаци над Македонија. За жал, владеат за да не потиштат. Но нема да успеат во тоа. Знаете дека времето нивно брзо те заминува. Заминуваат и многу луѓе околу нив. Меѓутоа Македонија останува. Навистина, ако се сетам како беше пред 20 на години кога се боревме за самостална држава, тешко беше. Една стара поговорка на бившиот наш председател вика: деца, ние правиме држава, баталете партијата. Но за жал, се родија и изроди во Македонија кои обратно го кажуваат и го ветуваат тоа. Зошто не е Македонија? Не ни треба ваква Македонија. Нас ни треба раководството на ВМРО ДПМН и 5-6 души околу него. Без кичменјаци. Повеќе од 20 години вртев, сучев негде да видам она што се случуваше пред повеќе од месец дена, еве за некој ден 50 на дена. Меѓутоа нигде не средна. Па ни варварите на не знам која држава ова не го прават. Меѓутоа сето тоа нека му служи на чест. На честа на поедини луѓе да ја згазат Македонија, да ја скрсат кичмата која со години ја правевне, го носевне уставот. Не го извалкаат ја уставот. Го скршија народот на половина, го поделија, го исклоцаја, го истепаја. И на крајот се мислам, каде да одиме? Најдобриот пат го избравме. Улицата е нашиот дом. Ова институција овдека не е повеќе институција. Па викаат луѓето, ладно е, не можете да издржите. Верувајте дека потопло е тука. Тамо се заладени односите, тамо веќе нема живот, нема ни во парламентот, нема ниту во една институција која македонскиот народ гордо и храбро ја градеше овие изминати години. Но за жал, тоа све нестана и не се виде за многу краток период. Нека му служи на честа. Честа е само гордост и слава на идеологијата, на ова наша интелигенција, на овој наш народ која преку ног овде бдееме и остануваме. Ова е народ, ова е борба за опстој на Македонија. Не е за опстој на поединци, било ова и били она. Не е битка за туѓи територии, за жал. Тешко е да се осеќа човек во сопствената држава како човек од втор ред. Тоа е нас не се случува, сакаме или неќеме да признаеме. Меѓутоа, кренете ги гордо главите и кажете доста е. Овој отпор треба да продолжи понатаму. Само неколку збора ќе кажам за Преспа и ќе завршам. Едно е многу битно. Во Преспа веќе нема што да се каже. Све е кажано, кај да се завртите, све говори и зборуваат за она што навистина нас не се случува. Нашите млади повеќе ги нема. Нашите земјоделци потиштени се на дома. И сегде она што се случуваше, целокупниот капитал створен уназад го потрошија. Ги построшија и последните резерви. Каде понатаму? И самите не знаат каде. Време е да се разбудат и да кажат: доста беше угнетувањето на господинот Груевски и компанијата. Нашите млади повеќе не се ни во центарно за средно образование. За жал, и кога се заминуваат и повеќе не се враќаат. Само еден податок ќе стане јасно што е сликата на младата популација во Македонија. Од 216 дипломирани, 186 се запиша на високите струи. Назад во Преспа се вратија само 20-тина. И што со тоа? Чии народ, чии граници, се она ние ќе браниме? Јас мислам, толку сум огорчен, толку ни на крај памет не падуваше ова небитие да се случува во 21. век. Ова не е 21. век. Ова е ерата на нашите запоставени чувства и особини на нашиот народ. Еднаш за секогаш нека разберат, доста му беше. Ако и тоа не му е малку, па нека земат и се што нека дораспустат од оваа земја. На нив земјата не му треба. Тие седат овде, ја плячкаат, ја крадат, а мислите му се далеку негде во Европа. Не сака нас Европа ваква. Тоа мне е јасно. Нека не лажат дека името и презимето на некој му смета. Не. Тие не носат закони за европски стандарди, тие носат закони за лични интереси. Тоа се случува секогаш кога опозицијата е надвор од парламентот. Тоа се случува вчера, денес, а може би утре. Иако е сабота за нив се е исто. Кога се работи за поединци, тие не гледаат како и на кој начин да го скратат тоа, за да ги продолжат паките на овој македонски народ. И на крајот, она што кажав, овој молк еднаш да престане.
Ги поздравувам сите присутни овде, ги прославувам и ги охрабрувам уште еднаш дека е среќна и великатна оваа наша есен за Македонија.